Драги мои, добар ден, добро дојдевте во мојот канал Live with Grandma. Денеска ќе правиме едни убави великденски кифлички, но јас претходно сега го замислив тестото. За ова тесто ни се потребни килограм брашно, 600 мл млеко, 250 мл зејтин и една лажица сол. Лажица што цркаме, манча што јадеме. И 2 лажички квасец, виков претходно замесени со една лажичка шеќер и малку брашно. За да не губиме време за тестово, јас го замесив и сега од ова тесто ќе направам малечки топчиња. Во големина ваќе да видат топчињата. Сега ќе правиме едни убави, овие се многу убави вкусни кифлички. Таман сега за Великден, што вика со здравје, со убаво да го пречекаме. Меки се како памук, вкусни за јадење. Како сте вие, мили мои? Затоа ви реков, за да не задржувам време за замесувањето, го замесив и сега само и ги оставам, ќе направам малечки топчиња. Зависи, ако ги правите по малечки ќе излеза повише, ако ги правите по големки ќе излеза помалку, но сепак кифла е кифла, еве ова големина. Да ги наредиме. Ќе замесиме сега вака. Кај ќе ги направиме целите и ќе ви кажем јас колку треба да одстојат. Еве, драги мои, топчињата или малите топчиња од тесто седеа 15 минути да одстојат и сега ќе правиме кифли, великденски кифли. Рецепт под видеото може да видите вие што се интересирате. Сега ќе земем едно сукалце. Ќе правиме сега. Значи, кифливе не киснат, како што ви кажам, замесив тесто и ги оставаме да одстојат негде 15 минути. И сега ќе правиме кифли. Значи 15 до 20 прекусила, до 20 минути. И сега ќе правиме кифли. Не ви е потребно ни брашно, ништо од кога ќе ги оставите да стасат. Да појда како сакате, речете ги. Ќе земеме едно ноженце и ова го сечем јас за да изгледа по-симпатични, како да речем. И вака ќе гурате на кифличките кај ги правите. Значи ништо, апсолутно ни брашно ви треба кога се замесени во таа доза. Ова ви кажам, не мора да сечете ви ако не сакате. Но јас ги сакам зашто малку ќе изгледот ќе им биде по-добар и тоа секоја што ја одоздола ќе ви, мислим, витканото од самата кифла, ќе ви доаѓа. Еве сега ќе правиме заедно кифлички. Драги мои, уз кифличките ја ќе ви испеам една многу убава песна една. Извините, но ама јас и сум музикална и си сакам песни да ми се пеат. Сега ќе испееме една убава песна. Оваа песна е многу си ја сакам и ми значи. Од Блага Петреска, ќе си ја поздравам и Блага Петреска со оваа нејзина убава песна. Слушајте добро, како правам кифли и како пеам.
Пролет се буди, цути невен цвет. Развива гора, пеат птици две. А моето срце свенато од бол. Тој што го љубам не веќе мој. А моето срце свенато од бол. Тој што го љубам не веќе мој. Свени ми, свени, свени невене, свена љубов во мене. Јас ќе свенам, невене, знај, кога сум сама, кога е крај. Свени ми, свени, свени невене, свена љубов во мене. Јас ќе свенам, невене, знај, кога сум сама, кога е крај. Запрете птици, не пејте на глас, запејте кога тагувам јас, за да го слушам овој весел пој, кога во очи кријам солзи рој, за да го слушам овој весел пој, кога во очи кријам солзи рој. Свени ми, свени ми, свени невене, свена љубов во мене. Јас ќе свенам, невене, знај, кога сум сама, кога е крај. Толку, драги мои, од песната, толку, сега да се фатимо за работава. Како што ви реков, правиме великденски кифлички, многу убави, ќе биде убави, сигурно дека се направени со песна. Доколку вие правите, драги мои, кажете какви некој ваш рецепт да направиме, секогаш да споделиме рецепт. Знаете, некојаш кај се прави вака уз музика, доаѓа повесело. Што планирате да направите за Великден? Какво благо планирате? А кифличкиве ви реков, значи кифличкиве се прават без киснење. Мислим, кисна овдека, кај ги направи вака од топчиња, а тестото не кисне. Само се месат и се раздвојува да стасат, како што ви реков. Ова е ново брашно едно, го зедов, па да видимо какви ќе искочат од ова тесто, како ќе излезат овие кифлички. Се надевам дека многу добро ќе искоча, па сега еве заедно ги правиме. Мора, драги мои, да се прави. Од домашно нема поарно, нели? Домашно ќе правите. Ќе направиме некои салати, нешто печење или било што, јагненце се коли, ама кој јаде јагне, кој не јаде. Да ви кажам право, кој не е мераклија на јагнешко, не е. Ова ви кажам, многу брашно е земено, па да видимо како ќе искочи. Прв пат од ова брашно леп сме правили еднаш, ама кифлички не. Доколку сакате некој рецепт, било што имам јас или ве интересира,
Ќе видите на мојот канал или доколку не сте за предплатени, доколку сакате некојаш да ми подарите едно кафе, можете да го направите тоа. Или subscribe. Најво притиснете subscribe. Ви кажав, драги мои, за вас е тоа ништо не кошта, ќе ми гледате, само ќе ви излага видеа мои, а мене ќе ми значи че имам подршка од наши луѓе. Мислим од било кого, не се пребарува наши, ваши. Што ова тука ќе ја ставиме и таја тепсија ќе ја ставиме да кисне. Сега, например, вака направени кифлите, ќе ги оставиме да кисна. Еве уште. Што ова ќе ја ставим вака. Може, негде ќе се 2, 4, 6, 8, 16, 20, 18, да ставам уште еден, ќе ставам по еден од страна, уште по една. Дека да искоча. Зависи, кажав, ако сакате помалички кифлички, ќе ви излеза повеќе. Ако сакате средни се, овие не се ни многу мали, знаеш, кај ќе земеш да касниш малку, не во заби да ти остане кифлата. Да не осетиш кога ја јадеш. Малку е ладно овдека, кај што ги правам, верувате и се осеќа, тестово ми е ладно. Ево што овај ќе покриеме, нека кисни. Денеска имаше толку слана паднато, Боже, сачувај, уште се немаме, верувате, ни е згреано, не знам кај вас блазесиви, времето е убаво. Ви кажав, драги мои, доколку сакате да ме поддржите во мојот канал, поддржете ме, значи не... Ете, оваа тепсија ја завршив, еве како изгледа. Еве како изгледа, сега ќе ја покрием, ќе да скисне, да стаса, ќе земеме другата, пошто малку е времето. Ќе покриеме вака. Сега ќе правиме другата. Сега ќе ви кажам една. Дали вие, мои драги луѓе, не набројувам жени, мажи, свите, ќе ви нагласам, дали обожавате песни вие. Дали сакате, вика, низ песна све видува, па така е. Песната е, вика, што не може да ти каже устата, и точно е. Тоа го изражува со пеење, значи не може да каже устата, со песна го изразуваш. Низ ова видео сакам да ја поздравам мојата драга и мила пријателка Роска. Роска и Зорица. Ги поздравувам, ќе се препознал никој се, доколку го гледа ова видео. Ќе ви оставам рецепт под кифлете ќе имате. Наслов ќе биде најубавите великденски кифлички. Се разбира, со песна направени. Драги мои, доколку посакувате, ќе ми напишете тоа. Доколку посакувате да ви пеам под секое видео, тоа ќе го направам. Например, не е видеото се да речем за пење точно, ама уз тоа ќе ви кажав колку кифлички излегоја. И сега, драги мои, продолжувам јас овие, кај ќе ги направам и овие, ќе ви ја покажам и оваа тепсија. И ќе видите после другата постапка.
Драги мои, сега кифливе стасани се, седја скоро 45 минути. Овдека имам 3 жолчки, пошто имам малку повеќе кифле. Ќе ставам во жолчките малку зејти, за да има сјај. Кифличките. Малку ќе ставиме зејтинче, или масле, како масло, некој го вика, кој како ќе го викне, само ќе дојде. Еве. Сега ќе ги намачкаме. Релната ми е загреана на 370 Фаренхајт, или тоа негде ќе дојде 180 степени. 180 степени. И верувате ли не, ја да ви кажам стварно за колку ги печам, не можам да ви кажам колку, затоа што редовно ја ги, верувате, од око. Например, сега ќе речемо печени се кифлите, значи црвени се доволно и така ги ваѓам. Никош на време, значи колку време не сум забележала, ама температурата ја знае. Така да сега веќе намачкаме со жолчка. Ќе видите какви кифлички се убави. Направени со песна. Песната им е како маџија. Знаете, кога слуша и тие песна, па се радува малку. Што вика со така јасна кифличките им пеев. Се шалим ова. Али нормално, ка ви реков песна, така сум. Мене ми е табиет мало да си подпевнувам, музикална сум самата и ги подсвиткувам ја ваке, полусвиткани, како полумесечинки. Може, например, вие да ги справите, да биде прави поставени во тепсијата, но овие се... Значи ви кажав, рецепт ќе ви оставам под видеото. Имате време да ги направите за Великден, затоа ги направив малку порано, да ви го споделам рецепто. Ете, сега ставаме. Сега ќе ставиме сусам. Еве имаме сусам, ќе ги намачкам со сусам. Обожавам ја да ви кажем сусам да има малку повише и внукичките ги сака сусам. Сусамот е повкусен. А тука ме гледа, имам едно рибче коко, некоја ќе го видите во видео покрај мене. И тој учествува некојаш. Ете вака ќе направиме со сусам. И сега ставаме малку сол од озгора. Ќе заеме малку ќе прснете вака. Вака, помалку, знаеш, негде ќе фати, негде не, нека има малку. И значи ги носиме на печење. 180 степени. Еве ги. Може да ги видите. И сега ги носиме, кога ќе бидат готови, ќе ви ги покажам испечени, драги мои. Драги мои, еве ги кифлите ги извадов. Еве како изгледаат, сега уште се топли за да скршиме, но ќе ви покажам ако стигнам, ако не. Доколку ви се допаѓа ова рецепт, ќе оставам, значи, под видеото ќе има рецепт на љубави, весели, великденски кифлички. Уште еднаш, доколку сакате да се претплатите, притиснете звонче. Ништо нема да ви значи, а мене ќе ми значи поддршка. До видување и ве гушкам до наредно видување. Чао, чао! Драги мои, еве, едната тепсија се испече со кифлите. Уште една. Значи ми се негде киснеа 45 минути и ги печем на 180 степени додека поцрвенат во оваа боја.
А сега сакате една песничка малу на крајов. Ајде само една песна која да запеемо. Ајде, нема веза. Други пати ќе пееме. Сега, драги мои, доколку ви се свиѓа овој мој рецепт на изработка на кифлите, великденски кифли, рецепт ќе има доздела под видеото. Доколку ви се свиѓа, притиснете лайк, share and subscribe. За вас не значи ништо, ве има многу, поддржајте ме, ајде, македонски народе. Поддржајте ме, притиснете лайк, share, subscribe и се гледаме во некој ново наредно видео. Чао, чао! И на крајот сакам да ви кажам, бидете живи и здрави и убаво да си ги помините нашите среќни великденски празници и среќни уштина, среќни великденски празници, помините си ги во добро здравје и расположение за многу години. Чао, чао!